Почитувани граѓани, почитувани колеги, почитувани представници на Судскиот совет, кај за доцнето се разгледува, продолжува праксата на двегодишно доцнење на разгледување на извештаите на Судскиот совет, плюс имаме фрапантни изјави на претседателката на оваа комисија дека треба да се поднесува од страна на Судскиот совет извештај, но не мора и да се разгледува. Такво ви е неодговорно однесувањето кон буквално се во оваа држава, така и се однесуваат. Значи не мора да се разгледува Судскиот совет, Судскиот буџетски совет реферира пред собранието и ние треба да го разгледуваме. И прашањето главно е што од тие препораки и заклучоци до сега што се донесени е применето? Ништо. Овде представничката од Судскиот совет елаборираше и всушност и овој извештај всушност Буџетски совет, коригирајте се, не станува збор за извештај на Судскиот совет. Ама сега не правите дефокус, ворете. Знаеме за што разговараме, кажавме и Дајанчо збореше и ја кажува. Значи, за Буџетскиот судски совет еве разговараме. Прво, и овој извештај е изработен всушност, многу е лесно да се смеете и ништо да не работите и всушност и да не знаете што гласате во ова собрание. Значи, излезете на говорница и елаборирате како мене со аргументи и факти. Се до тогаш покажувате несериозно однесување како што сте и до сега таква несериозна власт. Всушност, извештајот содржи податоци за реализација на судскиот буџет во 2021 година и овој извештај всушност е изработен спрема стратешкиот план за судската власт 2021-2023. И представничката на Буџетскиот совет денеска ни кажа дека во Министерството за правда се изработува нова стратегија, сето тоа е во ред, но на народот му е преку глава од нови стратегии, затоа што и покрај тоа што има нови стратегии, и покрај тоа што извештајот е изработен според стратешки план, ние не гледаме извештаи и резултати на дело. Значи, состојбите во судството се цело време во минус ќе отидат, цело време се намалуваат и нема доверба од страна на граѓаните. Кажавте дека има 80% реализација од целокупниот буџет и тоа е во најголем дел за плати и за надоместоци. И ако 80% се за плати и надоместоци, како тогаш ќе има поголема ефикасност, бидејќи кажавте дека за 2021 година изнесувал 3 милиарди и 230 и скоро 8 милиони денари, а конечниот буџет конечниот одобрен буџет бил 2 милиарди и 70 милиони и поради намалениот одобрен буџет се кажува дека низа недостатоци и работи што се потребни за судската власт всушност не можат да се постапи, да се реализира, а кои се всушност законски дефинирани. Не може да се замени компјутерската опрема во рок, бидејќи е амортизирана во својата примена, не може да се замени серверската опрема која е стара и дотраена и не е соодветствува на потребите на судската власт, не може да се направи надградба на софтверските програми од средства на судскиот буџет или воведување нови софтверски решенија. И низа недостатоци има кои што не може да се реализираат. Всушност, примената на Законот за судски буџет од аспект на определување на судскиот буџет како процент на БДП, благонадежно, така декларативно се најавуваше дека ќе овозможи и така треба да овозможи независност и самостојност на судската власт во остварување на своите законски надлежности и ќе се обезбедат средства за спроведување на законски обврски, но како што кажав, декларативно дека треба да овозможи независност и самостојност, но реалноста е сосема поинаква и релевантните извештаи покажуваат се полоши резултати. Во извештајот има низа бројки и податоци и проценти, но она што е фокусот е всушност дека човечките ресурси се најважниот ресурс во судството, а за 2021 година дека треба да се нагласи дека во 2021 година, барем така е кажано, дека поради тешките услови предизвикани од ковид пандемијата се одложени и прекини на постапки за вработување имало поради локалните избори и така натаму, но добро ќе беше нова претседателка Весна Дамева да биде тука и да реферира
не да бега од одговорност, вашиот политички партиски кадар кој што била всушност член на правната комисија во Социјалдемократскиот сојуз и всушност за да се постигне унапредување и да се мотивираат останатите вработени преку постигнување на позитивни резултати во работењето во наредниот период, требало да бидат унапредени на повисоки звања, но бројот на вработени, нешто за кое што говореше претходно мојот колега, во категоријата на раководни службеници е всушност големен во однос на претходните години како резултат на унапредување на вработените и се очекува тоа влијание да влие позитивно во менаџирањето на судството, но иако ова е направено, тогаш, како што кажав претходно, повторно резултатите во судството се полоши и всушност повторно продолжува праксата распределба на погрешни луѓе на погрешни места. Како што кажав на почетокот, 80% е за плати за надоместоци, опремата дека е дотраена и не може да се смени, дека се полоши полошо е чувањето на архивскиот материјал на определен период во судовите. Видовме на телевизија всушност како се чуваат предмети по ходници, буквално едно недомакинско работење од страна на власта. Имаше низа препораки и од страна на Министерството, изголемување во текот на годините на буџетот, имало препораки заклучоци и од оваа комисија. Кажав на почетокот дека всушност нема примена на тие препораки и заклучоци, сведоци сме цело време на тоа. За 2021 за 2022 обезбедени се 90 милиони денари за набавка на сервери за сите судови и во моментот во Врховниот суд се спроведува групна јавна набавка со која што ќе треба да се заврши оваа постапка за менување на серверите во сите судови, дополнителни обезбедени средства во текот на 22 за набавка на компјутери, скенери и принтери согласно потребите на судовите. Исто така се обезбедени средства за реновирање на судници во кои што ќе биде инсталирана опрема за аудио и видео снимање на рочиштата, која што опрема всушност е донација. Кажам и претходно и мојот колега всушност дека во периодот во цела 21 година од 1.1 до 31.12 во судската власт се вкупно вработени 194 луѓе, од кои 30 извршители на неопределено време и неверојатни 153 извршители на определено време. И во извештајот е неопходно да се наведе за кои работни места се однесуваат вработувањата на определено време или представникот од Советот да одговори за кои работни места станува збор и по кој основ е извршено вработување на определено време согласно Законот за судска служба, член 18. Примената на Законот за судски буџет од аспект на определување на судскиот буџет како процент на БДП, како што кажав декларативно, имам барем едно прашање да се изјасни представникот на судскиот буџетски совет на моменталната ситуација во однос на дигитализација на судовите и групната јавна набавка за менување на серверите и докаде е постапката со донација на опрема за аудио и видео снимање на рочиштата. Инаку да потсетам оваа влада во програмата за периодот 22-24 нагласи вака, најави дека во делот на дигитализацијата на правосудниот систем предвидени се следните активности: целосна дигитализација на 34 судови и над 120 судници, измена на постојната законска регулатива за воведување на концептот на дигитализација и судење преку интернет, обезбедување опрема за судници за онлайн судења, дигитализација на процесот за издавање судски наредби за спроведување на посебни истражни мерки за следење и снимање на електронски комуникации, надградба на АКМИС, воведување на интероперабилност на судовите, јавните обвинителства, адвокатите, нотарите и така натаму. Докаде е владата со спроведување на овие мерки, дали во 2022 се реализираше или започна со реализација на некоја од овие активности, наместо од буџетот да се одвојат бараните средства од судскиот буџетски совет, тие одобруваат само 64% и како ќе функционира судството со пола капацитет, зашто попрво да се предвиди средства. Овие одобрени средства, скоро 80%, неколку пати нагласив дека се наменети за плати, значи со остатокот треба се предвидат и активности во насока на подобрување на судството. И покрај тоа што кажав дека се зголемува буџетот, сепак завршуваме, ние цело време важи податокот дека имаме над 50% неажурни судови.
катастрофалната доверба, односно недоверба од 92% сега расте на 96% недоверба, затоа што најновите податоци покажуваат само 4% доверба на граѓаните во судството, 20% на реализација на стратегијата на Државната комисија за спречување на корупција со криминал и корупција е фрапантен и катастрофален и сето ова во реализација на оваа власт која што декларативно велеше дека ќе го поправи судството. Благодарам.